Полицајцу, видете, јас немам никаква врска со такво нешто, сигурно е грешка. Дали е грешка, ќе видиме по претресот. Готов си, господин Селим? Чуди се сега што те снашло. Ама многу се рачкаше. Многу. Добро утро, тата. Добро утро, Душо. Како си? Добро ете. Зейнаб, уште си нерасположена? Види, Душо, и вчера ти кажав, се случуваат вакви работи во брак. Види, ќе зборувате и ќе средите се, не грижи се. Дадо да ме сослуша нема да биде вака. Не можам да разберам. Се губи човекот полн со разбирање и доаѓа некој сосема поинаков. Се појавуваат зид меѓу нас, што и да кажам, залудна. Душо моја, како што реков, се случуваат такви работи, ќе зборувате и ќе средите. Те молам, само не се нервирај. Селим се разбуди? Излегол. Да? Не сум го ни слушнала. На работа отишол? Не знам, сигурно. Од вчера 2 збора не ни сврзавме. Па, да се врати жив и здрав. Тоа е најважно, Душо. Да ти помогнам, дадо. Ете и тука е чисто. Ви кажав, јас немам никаква врска со дрога и слични работи, верувајте. Мораме да провериме, господине Селим. Разбирам. А кој пријавил, може да ми кажете мене? Анонимна пријава, го кажале вашето име регистарската табличка. Ајде бе, ајде. Ставете му лисици, што чекате. Ќе вршевме должноста, простете. Нема проблем, другари. Што се случува, бе? Зошто си одат овие? Кој и зошто поднел ваква пријава? Леле, ситаре, не го остави, нели? Ке ми поднесе сметка за ова. Да видиме, што значи да ми се спротиставуваш.